Одиме. Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Сетановски. Имам чест денеска мој гостин да биде професор доктор Солза Грчева, национален координатор за реформи во високото образование. Добре дојдовте. Добро вечер. Професорке, веќе некој период сте на оваа позиција, имајќи предвид што затекнавте и каде сме, што сме, дали се движат работите и како би ги оцениле сегашните позиции, односно актуелната ситуација во високото образование? Знаете, се што се однесува на образование, поготово на високото образование, не може се она вие што ќе го замислите како реформа и го ставите на хартија и го обмислите и го искомуницирате со сите актери во тој процес, не може се разбира веднаш да даде резултати, меѓутоа битно е да се изоди еден тежок пат, би рекла, многу тежок пат. Она што јас го правам е отварање на неколку многу суштински реформи кои што не биле правени до сега. За жал, знаете дека затекнавме еден закон за високо образование катастрофален од претходната власт. Ако оној од 2015 што беше предложен од времето на Груевски беше неостварлив закон практично во многу сегменти, овој пак е лош, бидејќи го третира образованието високо кон неизорана ледина. Се е подведено на така наречена автономија на универзитетот и сите универзитети си даваат за право да работат по свое. Така не може, значи мора да има национални стандарди, да. И ја прво се зафатив со тие национални стандарди, што е голема работа и голем проект. Тие ќе бидат, се надевам, вградени во новиот закон кој што го спремаме за високо образование. Направив едно големо истражување на, да речам, не само европски универзитети, туку и во нашето обкружување, ако сакате, бидејќи еден Белград се котира, Белградскиот универзитет, меѓу првите 500 на Шангајската листа. Љубљана, Загреб, да не зборувам. Дури и оние као Нови Сад, Крагуевац, Риека и сите се пред нас. Нас не нема меѓу 1000. Нас не нема. Ние сме првиот наш универзитет е на 2000-то скоро место, таму 1900 и некое. Срам. Значи, се зафатив со тие национални стандарди, поготово за унапредување на професорите во наставно-научни звања. Тоа е најболната точка. Тоа е болна точка и за наставниците, меѓутоа знаете дека сме единствена земја во светот што има 80% редовни професори. Значи, кај нас се сите талентирани, до крајност талентирани. Јас се чудам како не добивме до сега некоја Нобелова награда од толку професори. Во Гинисова книга барем да не. Да, во Гинисова книга да влеземе, па таму можеби сме и влезени, јас не знам. На сметка на тоа немаат подмладок универзитетите, бидејќи сите пари одат кон наставници еден куп со високи звања, со високи плати. Водете сметка дека 2 пати по 30% се зголемуваат тие плати. Значи, сега, ако порано можевме да кажеме дека се подплатени и беа подплатени професорите универзитетски, сега тоа веќе не е случај. Значи, треба да испорачуваат она за што се платени, а тоа е квалитет во образованието. Квалитет во наставата, но и научни трудови. Пред се наука. Универзитетите се разликуваат од другите делови на образованието со тоа што имаат и наука плюс. Значи, тоа беше една тешка реформа. Припремив еден материјал голем, го прочистив, го упростив, као за наши услови и го предадов на телото кое што го изработува новиот закон. Се разбира дека и министерката и јас имаме увид во таа нивна работа и на крај ќе го погледаме тој текст кој што они го спремиле и ќе видиме колку од она што е спремено како материјал, како национален стандард, го прифатиле.
Потоа ќе одат јавни дебати, ќе треба да се добие консензус од академската заедница, но ќе бидете транспарентни за разлика од порано. Апсолутно, и медиуми ќе бидат повикани и тоа ќе биде, мислам, еден отворен процес, бидејќи го тангира целото општество, апсолутно целото општество. Очекувате негодувања? Знаете, ние уште во процесот, јас контактирав со многу и професори, академици, ректори и така натаму. Во прв момент малку се изненадени, малку се, како да кажам, работат и некои суети, меѓутоа срекна сум што повеќето од нив изразија желба за промени. Изразија јасна желба за промени, бидејќи гледаат дека вака веќе не може. Мора да има национални стандарди. Значи, не можете вие на еден универзитет со еден труд професор да се унапреди, издаде некаде во Чачак или во Ниш или било каде, а некаде да се бара, да речеме, трудови во списанија, научни списанија со импакт фактор и така натаму. Значи, едноставно тие критериуми мора да се исти. И ние сега дефинираме во законот минимални критериуми за напредување и за избор во звања, минимални. Над тоа можат да одат универзитетите во рамки на својата академска слобода, но над тоа, под тој минимум, никој нема да може да оди. Тоа би бил голем напредок во односно ова што сега. Ќе се одземаат звања тогаш како редовен професор? Може да се случи или бидејќи? Видете, одземањето на звања нема толку смисол колку што не напредување веќе на тој процес. Ке имаме природно расчисување на работите. Не би сакале природна селекција во тоа. Да, природна селекција ќе има. Самите универзитети ќе мораат да постапат според законот, а тоа веќе ќе ги доведе во една ситуација во која што нема да можат да избираат, ќе мораат да ги спазат тие законски критериуми. Тоа е една од реформите која што ја правев и работев на неа и веќе го предадов, кој што реков, тој материјал на она тело кое што е одговорно за изработка на нов закон. При тоа формиравме, веројатно знаете, беше тоа медиумско и покриено, национално тело за реформи во високото образование, каде што е и Министерката за образование и наука, каде што сум и јас. Така да сега скоро би требало да имаме и друга една конференција, да се сретнеме за неколку други прашања, да ги расчистиме и да ги тераме напред. Друг еден момент кој што исто така го сметам за една огромна реформа и на која што работам и веќе сум на крај, е воведување на така наречени професионални универзитетски студии. Повторно тука сме една од ретките земји, ако не и единствена, која што не ги раздвојува академските универзитетски студии од професионалните академски студии, професионалните универзитетски студии. Тоа се покуси циклуси, обично трогодишни циклуси, што се многу потребни за пазарот на трудот. За ова имав состаноци и со студентските организации, и со ректорски управи, и со стопанските комори, што е најважно, тие тоа го бараат со години. Кога ќе видите што се случува во околината, еве во Србија и во Словенија, ќе видите дека има такви 50-100 такви школи. Тоа не е нешто што ги уназадува универзитетите, напротив ги унапредува. Значи, не губат студенти, добиваат повеќе студенти. Но студенти кои што не мислат да одат во академска насока да се усавршуваат, туку во професионална насока. Пример, зошто е потребно да завршите вие економски факултет цел од 5 години, 3+2 или 4+1, за да бидете книговодител. Или да бидете програмер, ама со диплома програмер, не со лиценца како од некоја, не знам, овие што даваат курсеви, имаме такви школи што даваат обични лиценци. Туку ова се сериозни универзитетски професионални студии. Истото тоа за телекомуникации и за еден куп струки.
Во Македонија има само две такви професионални студии, тоа се две високи медицински школи и една приватна за менаџмент. Толку е се. А секој универзитет би требало да ги има овие. Зошто? Во Европа, ако погледнете тој процент на студенти запишани на професионални студии, што му се многу потребни на пазарот на трудот, бидејќи доаѓаат остручените луѓе, не само со теоретски знаења, тој процент се движи некаде од 50 до 70% од сите студенти се на такви студии, не се на академски студии, бидејќи не е секој спремен да се бави со наука понатаму во животот. Или па државата и не му ни дава можност да се бави со наука. Значи, треба тоа раздвојување на академски и професионални универзитетски студии час поскоро. Тоа е огромна реформа, која што ќе биде од стопанските комори, од работодавачите, и тоа како добро дочекана, направени се консултации со сите нив. Значи, исто така, еве на почеток се зборуваше ќе се затвараат универзитети приватни, не знам, многу се и така натаму. Да, многу се, бидејќи ако имате вие 30 универзитети и на сите имате правен, економски и информатика, тоа за каков квалитет станува збор. Но ако таквите универзитети ги усмерите кон вакви професионални студии, ќе им се зголеми бројот на студенти и ќе им дадат на вистина знаење и струка. Тоа е сосема друго. Да речеме, имаме универзитет за туризам кој што има се сите можни овие факултети што ви ги набројувам, затоа што по законот им бараат да имаат по 5 факултети. Сега, наместо да има правен, економски, информатика, ќе си има туризам, не знам, рурален, па за водичи, туристички и така натаму. Значи може да го пополни тоа од својата сфера. И ќе добиеме деца кои што се стварно остручени точно за таа работа која што им е потребна во живот. Тоа кај нас не достига и тоа сакам да се изфорсира. Најдени си и донатори странски, кои што би поддржале крајот на мај, некаде планираме една голема конференција се направи со студентските организации, со стопанските комори, со ректоратите, со АКВО, многу битно, Агенцијата за квалитет во образование и акредитација, да ги побудиме што повеќе да ги мотивираме да отварат таков тип на куси професионални студии потребни за пазарот на трудот. Истовремено ќе го подигнеме квалитетот на академските студии, кој што е сега исклучително низок. Еден асистент, ако има 100 студенти во салата за да одржи вежби, тоа е невозможна работа, поготоа на техничките факултети. Нема апаратура просто за сите. А вака би ги растеретиле со тоа што дел од студентите би отишле на овој тип на студии. И така натаму, докажано е и во Европа, и во повторно ќе ги цитирам Словенија и Србија, каде што има огромен број на вакви школи, односно професионални универзитетски студии, дека таквите студенти побрзо се вработуваат. Значи 80% се вработуваат уште во првите 6 месеци. Еден вид на насочено или стручно високо образование, така би дошло? Високо, да, тоа се баш така се викаат. Професионални универзитетски студии. Тоа го има сега. Поготоа Холандија, Франција, Германија, сите го имаат тоа. Значи, не е нешто што сами сме измислиле, а го прифатиле уште многу одавна и Србија, и Хрватска, и Словенија. Ако ви донесам листи да видите колку такви школи имаат, на 2-3 листа се испишани имињата на таквите студии. Значи, тоа би била една огромна реформа, што суштински би го подобрила квалитетот на образованието. Значи, добиваме остручени кадри, многу атрактивни за работодавачите, за најголем број од нив, и добиваме академски студии кои што ќе имаат поголем квалитет, бидејќи ќе бидат помалу бројни како бројка на студенти,
на кои што ќе може да им се посвети повеќе внимание. Значи, тоа исто така една реформа која што се тера. Така. Дали останувате на ставот дека квалитетот на високото образование е еден вид на лек или рецепт против одливот на мозоци, еден тренд кој што во Македонија со годините само се зголемува и се зголемува и се зголемува, се сеќаваме на оние кондурите што ги оставаа пред влада, знаеме кој за да во нивно време достигне рекорди тоа иселување на младите, или можеби пак зголемувањето на квалитетот на високото образование може да биде контрапродуктивно, односно тие така образовани, добро подковани млади луѓе да имаат подобар начин и поотворена врата за да излезат надвор. Како гледате на ова и дали сепак квалитетното високо образование сепак и е лекот против одливот на мозоци? Апсолутно е. Да. Значи, ако порано имавме економска емиграција на студенти кои што да се снаоѓаа, па работеа дури и по бродови за да отидат некаде и да подзавршат некој... Кјонери, да. Да, апсолутно. Сега имаме еден тренд, не сега, туку со години наред го имаме тој тренд, најмалку 20 години го имаме тој тренд, да одат по потрага по подобро образование. Сватија децава дека не можат да се снајдат на работните места. Не можат да се снајдат. Работодавачите не се задоволни, тие треба многу да учат на работните места. Значи, навистина им е тешко да се снајдат и да почнат да работат. Ви имате случаи каде што инженери набилдани со тотално, исклучиво скоро со теоретски знаења, доаѓаат во фабрика и учат од техничарите како да работат, бидејќи самите не се способни, не виделе инструмент. Практика нула, да. Практика немаат. Значи, тоа станува или еден медицински факултет, да речем, што е клучен, што е врв. Така да одат по подобро образование, но постои еден друг момент, одат и по подобар студентски стандард. Ќе ви го кажам примерот со Словенија, бидејќи таа ни е најкритична. Во последните години, ама не во последниве 2-3 години, 5 години, туку 15-20 години наназад одат во Словенија наши студенти. Прво, добиваат бесплатно студирање, без партиципација, независно што се странски студенти, барем за македонците е така, не е за сите така. Имаме некаква си привилегија, не знам зошто, меѓутоа имаме привилегија. Одат и по повисок студентски стандард, што значи дигитализирани универзитети. Се завршува на телефон. Пријава на испит, заверка на семестар, плаќање кон универзитетот, кон разни, кон библиотека и така натаму, значи имате една комоција. Понатаму им се нуди вработување додека студираат. Хонорарно вработување, тоа може да биде 2 часа дневно, тоа може да биде сабота и недела, кога се слободни. Кај нас тоа не е разработен тој систем. И добро што ме прашате за ова, бидејќи една од реформите на кој што многу сериозно работам и на кој што многу сериозно инсистирам, а студентите се запознаени со тоа и многу им се бендисува кој систем, е да направиме софтвери и за тоа се најдени донатори, значи државата нема да ја чини ништо, кои што би направиле прво еден систем за вработување, за олесната берза, пристапна берза за вработување на студенти. Тука имаме некои законски пречки и на тоа сега работиме, мултидисциплинарно, повеќе министерства заедно. Деновиве треба да се сретнеме со Министерството за образование, економија, финансии, за да направиме одредени промени во законите, каде што на работодавачите, на студентската работа, на студентите, би имале некои олеснувања. Најчесто се работи или за субвенции, што кај нас не е популарно, бидејќи имаме празна каса повеќе или помалку, меѓутоа намалување на давачките, на даноците. Значи, тие би биле стимулирани да наместо некој друг примат студент на работа,
Со тоа ќе намалиме сивата економија. Знаеме дека студентиве работат сите непријавени, без здравствено осигурување, без ништо. Дури во Словенија се изборија да ако работат, тој може да работи било што. Може да биде и во печатница да врзува книги. Значи било што може да работи, меѓутоа ако работи на својата струка, например, студира да биде програмер и работи на внос на податоци, прости некои, да речам, програми и така натаму, му влегува во стаж. Сега тоа нема да е некој голем стаж ако тој работи 2 часа во денот или сабота и недела. Меѓутоа, сепак е стимул за студентот дека и додека е студент си собрал малку стаж додека студира. Второ е пријавен, има и здравствено осигурување, а пак од друга страна и на работодавачот му се исплати да вработи студент. Нема да го гони инспекција дека вработува на диво студенти, туку леге артис ке си ги пријавува студентите. Тоа е еден доста комплексен систем, кој што го ставивме веќе на хартија, го осмисливме, го испроектиравме и сега чека на реализација. Реков, битни се тука сега моментите околу промена во одредени закони за да ова го овозможиме. Одиме и понатаму, значи во таа дигитализација, мислам дека имаме и соработка со Министерството за дигитална трансформација, кое што си зема за задача дигитализација сериозно да се направи на она што значи учење, настава, значи дигитална и административни работи, пријавување испити, заверки и така натаму, значи тој дел тие го покриваат, но ние го покриваме оној дел за студентски стандард, што значи вработување на студенти, оброци за студенти, да може да се склучат договори со ресторани кои што ќе даваат студентски оброци, нутриционистички издржани, не да јадат децата само макарони со сирење, или пак, како сега што им се дава 140 денари, таа бројка ќе се зголеми нешто сега, да си купуваат цигари или пиво за тие пари. Значи, да се понудат студентски оброци со намалена цена, во која што ќе има и супа, и оброк, и салата. Значи, минимум. И тоа е еден сериозен систем кој што го работиме. Фактички, ќе ги ангажираме самите студентски организации да си ги водат тие системи, како што е насекаде. Затоа би се добивала студентската организација одреден процент, од кој што ќе се само одржува. Ке може настрани да организира, да има некој денар во джебот за да можат да функционираат како студентски организации, да се само одржливи. Значи, за се води сметка да биде затворен еден систем. Не да имаме дупки во тој систем, па да се чудиме што да правиме. И студентите се многу расположени. Заради сите овие моменти се припремаат не само закон за високо образование, туку и закон за студентски стандард, нов закон, и закон за студентско организирање, во кој што ќе може тие да се појават како правно лице, кое што ќе може еве овие работи да си ги води. И трета една работа, која што влегува во тој корпус на студентски стандард, е сместување за студенти. Знаеме дека ни се преполни студентските домови, еве се реновираат и така натаму, но тоа треба да е постојан процес. Имаме и студентски домови кои што не задоволуваат никакви критериуми, како оној во Штип, во соба за 4 спијат 8 луѓе. Значи, ние мораме тоа да го решаваме и на поинаков начин. Затоа ќе има една како агенција за недвижности, но само за студенти. Каде што ќе бидат транспарентни цените за легло, не да им се креваат тие суми до бесконечност, како им требаат на газдите пари. Ќе пишува дали тоа е еднокреветна соба, двокреветна, петособен стан, каде што ќе си го делат повеќе студенти, стимулираме
отварање на приватни студентски домови со одредени стандарди кои што ги задоволуваат и така натаму. Значи, тоа е третото од овој корпус на студентски стандард. Сето тоа е веќе ставено на хартија, ставено, испроектирано е како систем, останува да биде испрограмирано и да биде дадено на студентите да го користат. И за тоа исто така сега имаме договори со станоци и така натаму, и за тоа најдовме донатори кои што тоа ќе го направат, значи ништо не оди на терет на државата, што исто така го сметам се еден голем успех. Лесно е да трошите пари од буџетот, но добро е да најдете и заинтересирани луѓе кои што ќе ве поддржат во една ваква хумана, исклучително хумана работа. И мислам дека со тоа студентите не само со подигнување на квалитетот на образованието, туку и на квалитетот на студирање воопшто, дека ќе добијат многу и нема да бидат така примамени, баш така лесно да ја напуштаат државата, бидејќи да не се лажеме, тоа е тежок студентски живот на страна, секогаш е подобро да се биде дома. И кога веќе сум кај проективе, еве ги редам еден по еден, универзитетската библиотека ни е сосема занемарена. Значи, таа треба да е крвотокот на информации на сите универзитети. Кај нас некои напори беа направени уште пред 25 години, од тогаш не е мрднато многу, речиси воопшто. Таа треба да биде предплатена на научни списанија, наместо секој универзитет или факултет да купува, што е многу скапо, таа треба да биде предплатена на научни списанија, каде што акаунт има секој професор, па и секој студент, да може до новите научни сознанија да стига лесно. Исто така, таму да се наоѓаат библиографските единици продуцирани од професори, од нашиот универзитет, од туѓи универзитети, од други универзитети и така натаму. Значи, тоа е најбитниот крвоток кој што ќе обединува сите универзитети на еден умен, на еден паметен начин. И сега не очекуваат разговори со универзитетската библиотека. Дали се размислува можеби за нешто што го има на страна, еве во Бугарија, Србија, дел од универзитетите, кои што бидејќи се на државна капа, односно релативно бесплатно студирање или целосно бесплатно, да бидат обврзани студентите да останат, да речеме, 3-4 години, особено овие медицинските струки кои што кога ќе завршат, нели, го фаќаат патот кон белиот свет, но и техничките исто така во последно време, да бидат обврзани студентите неколку години да поминат во својата земја работејки, зада или во одредена фирма, но во Македонија, и со тоа да се одолжат за сето она што државата всушност го вложува во нив. Да не се лажеме, тоа се многу пари, еве, особено дали за медицинските или за техничките факултети, во секој студент државата вложува многу пари. Дали се размислува и на такво нешто, бидејќи тоа е пракса во дел од земјите? Тоа се размислува, меѓутоа тоа не зависи толку од нас, тоа зависи од работодавачите, дали ќе овозможат да работат она што тие го сакаат и за што се остручиле. Не секој студент сака да биде во јавна администрација. Ние кога мислиме на вработување, секогаш мислиме каде во јавна администрација. Не, повеќето од тие студенти, поготоа амбициозните, размислуваат за наука, размислуваат за големи проекти, размислуваат, да речеме, ако е градежен инженер, за проектирање на брани, на згради и така натаму. Дали имаме ние таква техничко-технолошка подлога за да им го пружиме ова што да им овозможиме да работат тоа што сакаат. А да ги држиме безсмислено само колку да нешто подработуваат, тоа навистина нема смисла. Ние треба да се направиме атрактивни. Ние треба да се направиме апсолутно атрактивни за да без никаква принуда тие студенти си го наоѓаат своето место. И јас сум за тоа да најдобрите студенти задолжително остануваат кај нас, дали по факултети, еве медицински го споменавте, болници и така натаму, прво како волонтери, секаде е тоа така, па потоа како вработени. Значи тоа би требало да биде еден
природен процес, не натурен процес. Ако се сеќавате, ние нели даваме стотина стипендии годишно за студирање во странство. По мене тие пари не знам колку се паметно вложени. Поготово не одобрувам тоа што тие средства се сметаат како вложување во наука. Тоа не е вложување во наука, ако вие пратите 100 студенти да студираат на најаки универзитети. Нити имате гаранција дека тој ќе се бави со наука, воопшто, можда и нема афинитет. Може би воопшто не може да најде овде соодветна гранка која што би ја работел. Таму постои, овде не постои. Значи, не можете така административно да го принудите да се врати, да одработи и така натаму. Може да ги врати парите, али не може да го принудите да се врати. Значи, мене тој проект, право да ви кажам, толку не ми се бендисува, нити на студентите им се бендисува во разговори со нив. Тие сметаат дека тие пари можат да се употребат за стипендирање овде на најдобрите студенти, за да ги задржиме овде. Наместо да ни одат некаде, па со сила да ги тераме се вратат, па најчесто не успеаваме да ги вратиме и не постојат некои санкции сериозни. Значи, тие сметаат дека таквите стипендии треба да ги добиваат топ неколку луѓе, а другото да оди као стипендии за нашите студенти овде најдобри. Кои се шансите, она го споменавте и вие токму околу партиципацијата, споредбено со токму Словенија, каде што е целосно бесплатно студирањето. Која е можноста во Македонија да се врати тој систем кој што беше порано, но во меѓувреме какви такви не се на некои факултети, нели се различни, но сепак имаме партиципација и секоја година студентите се плаќаат. Да. Се бунат. Неколку пати бараат на разни состаноци, во разни форми бараат да барем првиот циклус на студии им биде бесплатен. Барем првиот. Так. Ај не магистратура, докторат, се разбира, тоа избор веќе, лична желба и размислуваме за тоа и мислам дека можеме да постигнеме позитивен одговор да им се даде на студентите, дека навистина ќе им се овозможи бесплатно студирање во додипломските студии. Значи, сериозно се размислува, се прават пресметки и така натаму. Имате сознание за колкави суми зборуваме општо гледано за да се овозможи првиот стадиум на студиите да помине бесплатно? Колку би требало државата да има настрана за да не ги добива овие пари директно од студентите кои што се најзасегнати? Секаде се различити партиципации, меѓутоа рачунете околу 60.000 студенти во просек по едно 300-400 евра плаќаат, така да ете тоа е таа сума која што е потребна да биде покриена од државата. Сега тука имате секојаш отпор од универзитетите кои што велат државата нам ни покрива само плати и комуналии и за ништо друго нема да имаме пари ако студентите студираат бесплатно, што не е многу точно. Прво, нема да имаме за наука, нема да имаме за лаборатории, за средства и така натаму. Јас исто така не сум задоволна од тоа колку се финансира науката кај нас. Очекувам дека повеќе треба да се, мислам, би сакала повеќе да биде финансирана, макар што таа бројка е зголемена во однос на претходно. Околу 70 милиона. Соработувате со МАНУ на оваа тема? Како не? Да. Како не? Па од МАНУ доаѓа повеќе, да речам, познати професори кои што имаат големо искуство во образовните процеси и со нив се консултирав кога го работев оној проект за национални стандарди. Значи, со нив има апсолутно одлична соработка. Мислам дека тие пари што се даваат за наука треба да бидат поголеми, иако се зголемени. Мораме да признаеме дека се зголемени во однос на претходно. Меѓутоа, начекавме буџет со дупка, колку можеа да бидат распоредени тие пари, беа распоредени, нешто се зголемени. Меѓутоа, знаете, пак ќе треба да се стимулираат млади научници. Млади научници, од нив се зависи, иднината зависи од нив.
ќе треба да овозможиме системи каде што, да речеме, ако објави 1-2 труда во некој познато списание светско, да му се овозможи присуство бесплатно на една меѓународна конференција. Се тоа модели кои што треба да ги применуваме. Апсолутно. Имаме уште многу теми за отворање, ке зборуваме за идејата, нели, за укинување на студиските програми, за бројот енормен што го има кај нас, за корупцијата во образованието, високо и за сето тоа. Со нас е професор доктор Солза Грчева, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е професор доктор Солза Грчева, национален координатор за реформи во високото образование. Професорке, првиот дел го посветивме нормално на високото образование, онако што сепак остана неразјаснето. Најавивте минатиот пат пред неколку месеци, чинам, кога настапивте, дека ќе има реформи во однос на бројот на студиските програми, намалувањето на нивниот број, кој што е енормен, можеме да кажеме повторно дека сме рекордери, нели, светски во однос на бројот на население и на студентите и бројот на студиски програми. Како да се реши овој проблем? Законски. Да. Значи нема друг начин, освен законски. Знаете, еден од предлозите кои што ги дадов во рамки на овие промени во новиот закон е да имаме систематизација на работни места. Значи, тоа го има секаде. Тоа има Германија, да речеме, тоа има Холандија. Вие сте еден редовен професор на целиот департман. Ако вие отидете во пензија, ќе стане друг. Но не може и да ги има сите квалификации, он не може да стане редовен професор. А кај нас се случува, за секој што ќе стане професор се отвара не само предмет, измислен предмет, најчесто дел од неговиот докторат. Так. Туку и цела насока му се отвара. Ако тој докторирал на некаков си менеджмент, се отвара насока за менеджмент. И вие сега имате случаи на едни високостручни технички факултети, од прва година се учи менеджмент. Што ќе менеджира тој? Уште не станал машински електроинженер, ќе стане менеджер. На што? Обште и на на останатите факултети, јас се сеќам, имаше предмет Дубровничка книжевност, неколку дела се тоа, а светска книжевност се изучуваше во еден испит. 30-40 страници беше светска книжевност, ова беа 3 книжулиња 4 и едниот, затоа што некоја си професорка, нели, требало да добие... Се прави. Да, се по човек се прави, а не по потреба на студентот, не по потреба на универзитетот, значи такво нешто по новиот закон нема да биде можно. Нема да биде можно. Очекувате тука отпор? Мислам се, знаете, отпор очекувам. Па и да и не. Затоа што видоа дека претера, дека на ваков начин ги збунуваат студентите, ги бркаат студентите. Ги бркаат, едноставно ги бркаат од факултетите. Се знаете, имате и студенти кои што сакаат да одат по помал отпор, па ќе земат некоја таква лева насока, која што лесно ќе ја подзавршат. Меѓутоа, што ќе биде после тој? Кој ќе го вработи? Таквите, сега се смени и да речам, директорот на АКВО, што е добро. Со години таа институција, агенција, работеше многу паушално, многу несериозно би рекла, акредитираше се и се што, сега тоа нема да може законски. Значи, законски ќе биде спречени тоа да го прават. Нема да можат да отварат студии, насоки за тоа што некој професор му треба предмет. Тоа е нонсенс. Еве, да се земе примерот на медицински факултет, каде што тоа не е баш така. Не се отвараат насоки кому како ќе му текне. Туку, ако имате повеќе професори во една иста област, тие делат еден предмет. Еден предава еден месец, неколку области од тој предмет, друг предава други делови од тој предмет, меѓутоа го делат предметот, не му се отвараат нови предмети на професорот затоа што докторирал, не знам, на кој ортопед на колено. И ај сега да му отвориме предмет само колено. Ете, тоа се прави.
Значи, треба да се земе како узор медицинскиот факултет, кој што за среќа као концепт е останат од старо време, као квалитет не, апсолутно не, таму нема квалитет, како што немаме квалитет и на другите факултети, така нема ни таму. Јас сум, можеби, и самата жртва на едно длабоко незнаење, со една нога не можам да се справам скршена толку време. И добивам од 20 ортопеди 20 различни мислења. Значи, тоа не сме да се дозволи, треба да се врати на конзилиарно мислење, да се соберат повеќе професори, повеќе луѓе кои што ќе донесат консензус, ќе се договорат што треба да се прави и така натаму. Значи, тие насоки веќе нема да постојат, нема да постојат. Што станува со она рак-рана на македонското општество, наречена мито и корупција? Не е урбана легенда, јавна тајна беше, го гледавме и тоа ачик во претходната влада особено, оние министри од ДУИ, да не речам и од каде веќе некои што си купуваат дипломи, имавме на универзитети, предаваа луѓе за кои што се чудевме кога ќе дознаевме како оној пребегушата што е во странство, нели, Груби, па предавал новинарство и ред други луѓе такви. Што станува со ова, бидејќи факт е дека диплома се купуваше, претпоставувам дека се уште се купува, како се борите со овој момент, бидејќи е многу битен, особено кај студентите кои што гледаат што се случува, го имало тоа од секогаш, но порано беше со некоја врска со се, сега буквално кажано, можеби нема средно, ама има диплома, па зошто да не и магистратура, Јас кога ќе видам докторат. нечие име професор, доктор, ми се темни. Так. Еви, и кога гледам дебати, и кога ќе видам за некој што и лично го познавам, со какви капацитети располага, колку вложил во работа, во наука, во професија со студенти, и кога ќе видам проф проф, мислам, ми се темни, буквално ми се темни. Корупција постои. Знаете, корупција не е само ако земете пари. Корупција е и препишување на испит. Корупција е купување на готово напишани дипломи, магистарски трудови, отворете огласник, ви се нудат, јавно ви се нудат луѓе кои што ќе ви напишат магистратура за одредени пари. Так, огласи има, да. Треба да сите институции да постапат и тоа е криминал, тоа треба да се гони како еден криминал и тоа голем криминал. Понатаму принудување на студенти да купуваат учебници од тој и тој професор, и тоа е исто така коруптивно однесување. Ако вие имате светски учебник на располагање, од кој што учи целиот свет, а вие треба некоја книжуче петпарачко да купите, и тоа е корупција. Значи, мораме сите да се бориме против таквите појави. Јас се уште слушам дека, да речеме, од друга држава доаѓаат луѓе кои што не го знаат ни нашиот јазик воопшто, па професори тука им ги пишуваат докторатите, пазите, не дипломски или магистарски, докторатите. Дури со одбраните готово напишани, одбраната на докторатот, што овој ќе успее едва да изрецитира и добива диплома, докторат, што значи дека тие земји што ние ги сметаме за позаостанати од нас, кај нив се построги критериуми, кај нив не можат да добијат докторати, кај нас ги добиваат. Така да, таа корупција, не можам да кажам најголема е во образованието, сигурно има сектори со многу поголема корупција, но образованието, ако го немате, ако го пропастите, вие немате држава, вие немате здравство, вие немате економија, немате ништо практично, ништо. Така да, тоа ќе треба и МВР да се вклучи во овие процеси. Не може само инспекторатите да завршат оваа работа. Треба да има исследувања за тоа кој како постапува. Значи, не можете вие во огласнике отворено да продавате магистарски трудови и дипломски. Па треба да се дојде до тие луѓе. Продавам бубици, кожа, боја за на испит полагање. Така, за на испит полагање. Так. Тоа треба да бидат кривично гонети тие луѓе. Так. Тоа не е опомена.
тоа треба да бидат кривично гонети. Значи, во спрега треба да биде и полицијата заедно со МОН, со образованието, за да можеме да ги исчистиме тие и казните треба да бидат големи. Јас имам големи замерки на казнениот законник. Мислам, таквите работи скоро и да не се санкционира. Да треба се даде пример што ќе ви се случи ако го направите. Апсолутно. Па на 25 луѓе, ако им се случи, веќе ќе престанат со таква пракса. А вака најлесно им е да купат диплома, да купат и докторат дури. Замислете, луѓе кои што никош не работеле со студенти, немаат авер од научно-истражувачка работа, ги гледаме доктори. Ги пише на телевизија доктор на науки. И професор го пише. Мислам, мене ми е срам тоа, кога го гледам, јас не знам дали нив не им е срам кога гледаат дека им пишуваат до имињата. Напротив, да, си ги пишуваат и во лични документи. Но тоа треба сериозна акција, тоа треба и промени во кривичниот законник, треба зголемување на казните за такви престапи. Не само ако некој се фати со пари, не знам, обележени и така натаму за да положи испит, тоа се разбира дека мора да се санкционира. Но санкционирање треба да има, еве, велам и за многу по наводно ситни работи, што не се ситни. Сепак, еве, после неколку месеци колку што сте на оваа позиција, имајќи предвид со се што се соочивте, еве за крај накусот, дали сепак сте оптимист дека работите може да се средат? Свесни сте што наследивте, каков руиниран систем на секое можно поле, особено и во образованието, се гледаше и тоа буквално не од авион, туку од Марс. Можат ли да се средат работите и да застанеме на здрави нозе во секторот кој што многумина неба дијала велат, ако сакате да уништите една држава, уништете го образованието? Апсолутно. Значи, сум надежна, апсолутно сум надежна. Оваа соработка со разни министерства, пред се со МОН, но и со сите други министерства доколу, бидејќи комплексна работата не е само МОН во прашање, и подадената рака од тие министерства ми дава некаква надеж дека можеби овие проекти за кои што зборува во емисијата ќе го видат белиот ден на крај, бидејќи се многу важни и се вистински реформи. Без нив не можеме да одиме напред. Ви благодарам што бевте мој гости. И благодарам. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.